Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во централниот Дневник на Сител ќе гледате: трет починат од западнонилска треска, а 6 мина се во критична состојба. Починатиот е на возраст од 61 година и имал бројни коморбидитети. Извештајот за квалитетот и безбедноста на водата треба да го објават гостиварската локална самоуправа и локалното предпријатие Комуналец, вели министерот за здравство по повиците од опозицијата, но и премиерот Мицкоски. Нов драстичен скок на цените на горивата. Од полноќ цената на дизелот се зголемува за 6,5 денари, а на бензините за 4,5 денари за литар. Сточарите бараат итна реакција за сузбивање на штетите од овчата сипаница. АХВ смирува. Набавени 500.000 дози вакцина кои ќе пристигнат деновиве. Објектот Пулс не исполнувал ниту еден услов за издавање дозвола за работа ниту за дискотека, ниту за кабаре, покажа градежното вештачење на денешното рочиште. За прашање и актуелности поврзани со македонската дијаспора во тема на денот со Горан Ангелов, директор на Агенцијата за иселеништво. Дневникот го отвораме со последната информација што дојде од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, која ја прошири истрагата за организираниот транспорт на марихуана од Македонија во Србија со уште 7 осомничени, со што македонскиот дел од постапката сега опфаќа вкупно 13 лица. Според обвинителството, групата дејствувала од 2025 до крајот на јануари годинава, а како параван користела скопска фирма со дозволи за одгледување медицински канабис, додека дрогата се пренесувала со камиони и лажни царински декларации за легална стока. Најмалку 5 транспорти биле изведени, така што од веќе царинети камиони се вадат дел од товарот и се заменува со марихуана, со приближно иста тежина која преку Табановце била прикривана како прехранбени производи, перници и органи. Случајот излезе во јавноста кон крајот на јануари, кога српската полиција во селото Коњук кај Крушевац заплени околу 5 тони марихуана, што беше означено како најголема ваква заплена досега во Србија. Српското обвинителство за организиран криминал на 21 јули поднесе обвинение против 6 лица и тврди дека скопската Алпахарн груп била користена како привидно легален бизнис за прикривање на набавката, складирањето и препакувањето и транспортот на дрогата. Во меѓувреме, двајца од осомничените во македонската постапка ја признале вината и на 10 август по постигнати спогоди со обвинителството биле осудени на 3 години и 6 месеци затвор, односно 3 години и 8 месеци затвор. Трет починат од западнонилска треска, а 6 мина во критична состојба. Починатиот е на возраст од 61 година и имал бројни коморбидитети. Министерот за здравство Клековски најави интензивно терестрично прскање против комарците, посебно таму каде има застоена вода. 61 годишен жител на Драчево викендот починал од компликации од западнонилска треска на инфективна. Ова е трет смртен случај за една недела од вирусната инфекција која ја пренесуваат комарците. До сега вирусот лабораториски е потврден кај 35 лица, а за 3 случаи се чекаат резултатите. На клиниката за инфективни болести на болничко лекување во моментот има 16 пациенти со воспаление на мозокот, а 6 мина се во критична состојба на интензивна нега. Во тешка клиничка слика пациенти кои се 6 на број се лекуваат во оделот за интензивна нега, се на возрастна група над 60, но кај инфицирани пациенти со невроинвазивна форма, најмладиот пациент е 25 годишен. Да, хоспитализира. Но е во стабилна здравствена состојба и е во оделот за невроинфекции. Министерот за здравство информираше дека биле известени сите инфективни оделенија и матични лекари за рано препознавање на симптомите и соодветно лекување на пациентите. По состанокот со представници на надлежните институции, Клековски најави дека периодов фокус ќе биде ставен на прскање против комарци од земја во регионите каде има случаи со западнонилска треска.
Тој посочи дека Државниот санитарен и здравствен инспекторат деновиве ќе излезе со извештај од контролите, дали општините годинава ја извршиле задолжителната дезинсекција. Во моментот можам да кажам дека единствено каде што не е прскано Студеничани. А најмногу прскање има во Илинден. Има 3 лавецидни земјани, 3 адултни земјани. Сите средства употребени за спроведување на прскањето за коморци се од листата на Светска здравствена организација на одобрени средства за прскање. Од опозицијската СДСМ преку соопштение реагираа дека прскањето против комарци е задоцнето. Здравствените власти повикаа на поголема лична заштита на граѓаните и да не чуваат застоена вода во близина на домовите, бидејќи екот на епидемијата се очекува до крајот на месецот и во септември. Надлежните апелираат и сите кои ќе забележат угината птица во близина на мочуриште да пријават во Агенцијата за храна и ветеринарство, бидејќи дури 250 видови на птици, меѓу кои и гавраните, се резервоар на западно-нилскиот вирус. Александар Динев, Сител телевизија. А по повиците за објавување, извештајот за квалитетот и безбедноста на водата треба да го објават гостиварските локални власти и локалното предпријатие Комуналец, вели министерот за здравство. Резултатите за водата во Гостивар треба да ги објави Гостиварски комуналец и општината, а Министерството за здравство ќе ги објави епидемиолошките резултати. Колку точно имало заболени како последица од епидемијата во Гостивар, нивните симптоми, кој и како постапил во справувањето со кризата. Самите резултати од испитувањето на водата се собственост на јавното комунално предпријатие Гостивар и на градот Гостивар. Оно што Министерството ќе го објави е резултатите што бе релевантни за епидемијата, а тоа е од 1 јануари 26 година до врвот на епидемијата. Откако во петокот се тргна забраната за водата во Гостивар и надлежните соопштија дека е безбедно да се пие, од опозицијската СДСМ секојдневно инсистираат да не се кријат резултатите и јавно да се објават анализите дека водата е чиста. Прашањето е зошто се крие официјален документ за водата во Гостивар? Зошто не се објавува? Бадиела се повиците на Мицковски кога не се објавува и се крие од луѓето. А знаеме криењето на резултат до каква катастрофа доведе. Од ВМРО ДПМН им возвратија и денеска на СДСМ дека само шират страв, паника и дезинформации. Кога завршила кризата со водата во Гостивар, ширеле лаги дека и водата во Скопје е небезбедна за пиење. За Гостивар, последните испитувања покажаа дека водата повторно е безбедна за пиење. Наместо овие информации да бидат поздравени, СДС продолжува со обиди да создава сомнеш. Прашањето е едноставно, а тоа е зошто на СДС му пречи кога институциите ќе покажат дека системот функционира и дека проблемот е решен. За водата во Скопје, министерот за здравство верува дека е чиста, бидејќи во спротивно, инфективната клиника ќе била полна со пациенти, а директорот немало да седи со него на пресконференција. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Нов драстичен скок на цените на горивата. Од полноќ цената на дизелот се зголемува за 6,5 денари, а на бензините за 4,5 денари за литар. Сточарите бараат итна реакција за сузбивање на штетите од овчата сипаница. АХВ смирува. Набавени 500.000 дози вакцина, кои ќе пристигнат деновиве. По краткото затише, голем скок на цените на горивата. Од полноќ дизелот се зголемува за 6,5 денари, а бензините за 4,5 денари по литар. И на светските берзи цената на нафтата и натаму е во пораст. Барел се продава за околу $90. Значително поскапување на горивата од полноќ. Бензините за 4,5, дизелот за 6,5 денари по литар. Регулаторната комисија одлучи новата цена на дизелот да изнесува 98 денари, на Евросупер 95 октани 91,5 денари, додека на 98-цата 93,5 денари. Зголемената цена се должи на растот на цените на нафтата на светските берзи, како и понискиот курс на денарот во однос на доларот. Овие цени се со намалена акциза од 2 денари за бензините и 4 за дизелот. Поскапувањето во просек е за околу 5%.
На светските берзи пак, цената и натаму е во пораст. Барел се продава за околу $90. Аналитичарите очекуваат оваа недела растот да продолжи, но без поголеми осцилации. I would say, overall, if you say the spikes which we are seeing in the market, they have kind of, subsided in the sense the novelty factor of this particular event is going down. In a way, if you remember when it first started, we saw an immediate spike, going towards more than, $120 per barrel. But now with this, many rounds of escalation, de-escalation, people have got, kind of used to, these news, and they're more pegging these numbers to the fundamentals and not so much to the market sentiment. So the market sentiment part of the overall price has reduced over time. Иако поборувачката на нафта во вториот квартал е намалена, залихите постепено се топат. Ако неизвестноста продолжи во следните 5-6 месеци, ќе дојде до значително исцрпување на залихите, а со тоа и скок на цената. That's a point when the market will start panicking. The prices have to increase to bring the demand in balance. So if the supply can't be resolved, then the other part of the equation is demand, and we expect prices rising to a point where countries, economies will start taking a hit on their economic growth and the demand. Во меѓувреме заглавија преговорите за крај на војната, а американскиот претседател Трамп не отстапува од идејата Иран да нема нуклеарно оружје. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. А сточарите бараат итна реакција од владата за справување со последиците од овчите сипаници, кои продолжуваат да се шират и да го уништуваат овчарството. До сега се уништени речиси 10.000 грла од вкупниот фонд од 300.000 овци. Од АХВ смируваат, обезбедена е донација од 500.000 вакцини, кои се безбедни, кои одговараат и кои треба да пристигнат деновиве. Сипаниците кај овците продолжуваат да се шират, а сточарите бараат итна реакција од државата. Од Сојузот на одгледувачи на овци велат дека досега се уништени околу 50 стада, односно меѓу 7.000 и 10.000 грла. Секој ден има убиени овци, секој ден се уништат големи стади. Бараме од влада за што побрзо да најдат решение со ова болеста, да набават вакцина и таа вакцина да се испита дали е конкретна за ова болеста. Неизвестноста ги тера дел од сточарите сами да бараат решение. Джемаили вели дека има одгледувачи кои приватно набавуваат вакцини. Па ги носат сами, се организираат сточарите. И ова е некој проблем, понатаму ќе ни биде проблем, пошто не се советни сточарите, што последици има од тоа. Затоа треба ветеринарните станици да ги советат, да излагат јавно и да кажат што понатаму. Сточарите да не набавуваат вакцини сами, вели директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Обезбедена била донација од Турција и вакцини ќе стигнале деновиве. Ние веќе пративме допис уште претходнава недела во соработка со турскава амбасада, тоа што една од вакцините кои што е безбедна и одговара, очекуваме 500.000 вакцини да бидат стигнати. Од Министерството за земјоделие пак појаснуваа дека самостојното набавување и применување вакцина на сопствен трошок и без претходно одобрение од агенцијата ќе биде санкционирано согласно важечките прописи. Во таков случај сопственикот нема да има право на компензација за заболените животни, ниту на обештетување за животните одземени заради сузбивање и искоренување на болеста. Покрај вакцинацијата, сточарите бараат и реално обештетување за уништените стада. Што правиме со расните овци, кои што пазарната цена им е 5 пати повисока од она што они ќе придонесат како обештетување. И каде се делот од субвенции, тие овци не ги изгубиле они од што сакале, се случила болеста, дали ќе земат субвенции за оваа година. Уништувањето на стадата не е решение, велат сточарите, бидејќи од овците живеат со генерации. Да станеш ти са бајле од спање и да гледаш цело стадо ти е болно, што живееш од тие и да не знаеш што да правиш, ово е нешто жално. Ние живееме од тие овци, да речеме јас од мајка ми, од татко ми, до сега сме со тие овци. И сега решението да биде да ни ги убијат, тоа не е решение. За нас тоа не е решение, тоа е за нас, не знам како да кажам, тоа е катастрофа за нас. Решение ни нудат нас дека ќе ни се убијат овците.
Па ние од тие овци живееме цела фамилија. Што ќе правиме ние? И да ни ги обештетат за ова, за срамотни за 100 денара по кило. Инакува Македонија има околу 300.000 овци. Мартин Арсов, Сител телевизија. Време е за тема на денот со директорот на Агенцијата за иселеништво Горан Ангелов. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи на еминентната телевизиска куќа Сител. Ке кажеме добра ноќ во Австралија, добар ден во Македонија, добро утро во Америка. Да, тоа ни е Австралија за добра ноќ ни е мотив за почетокот на разговоров. Таму на 11 август се одржа попис. Повик до македонците да се попишат кои се од каде се, каков јазик зборуваат, која вера се упати и од македонските организации, ни светот, но и од ваша страна како Агенција за иселеништво. Вака контактирате со нив, ве послушаа ли? Па можем да кажам дека овој попис на висина бевме координирани и владините институции и невладините организации кои ги има ширум светот, но и здруженијата кои работат на австралискиот континент. Имаме на вистина сериозна организација во Австралија, каде што имаме преку 100 македонски иселенички здруженија кои се во различни форми на здружување, почнувајќи од културно-уметнички друштва кои настапуваат и во Македонија. Знаете, оваа година имавме неколку вакви културно-уметнички друштва. Тука се црковните општини кои се и така битни, спортските клубови. И мислам дека, ако можам да кажам за некаква организација, на вистина овој попис направивме сите заеднички еден синхронизиран настап, да ги упатиме сите оние кои се чувствуваат македонци, да го изјаснат тоа свое чувство по патот на пописните листи кои беа достапни и можеат веќе неколку месеци пред пописот да се запознаат кај всушност треба да го пополнат оној електронски образец за пописот. И сега, декаде од австралиските власти очекуваат над 85% да се изјаснат на пописот, кој што е задолжителен патем, во тој еден ден, 11 август. Ве прашувам затоа што средината на август, кога традиционално па и јули, традиционално диаспората ја посетува татковината, може ли тоа да биде проблем, бидејќи се попишуваат државјани кои во моментот на пописот се само во Австралија, па дури и посетители, студенти и така натаму. Така е. Веројатно ќе има некакви отстапки, мислам отстапки луѓето кои престојуваа во Република Македонија или биле на годишни одмори во тој временски период надвор од Австралија, сигурно не се попишале, но јас сум убеден дека таа бројка не е голема. Ние некакви очекувања дека во тој временски период од Австралија, мислам дека бројката не е некоја голема, може да ја броиме во стотици, евентуално 1000 посетители кои ја посетиле Македонија во тој датум 11 август, но ние подолг период апелираме да се попишат, така да се надевам дека онаа фамозна бројка од 111.000 која беше попишена во 2021, каде што немавме буквално никаква кампања, но баш никој од Македонија не беше заинтересиран македонците по род да се попишат во Австралија. Станува збор претежно за државјани кои се државјани на Австралија, дури во најголема мера, голем дел од оние кои се попишуваат на овој попис не се државјани на Република Македонија. Значи, тие са трета, четврта генерација, втора генерација родени во Австралија, се австралиски жители, австралиски граѓани, но тие по род се изјаснува дека се македонци, дека го зборуваат македонскиот јазик, дека се православна вера со Македонска православна црква, и тоа беше многу битно. Оваа година на вистина мислам дека бројката ќе биде многу поголема од она што беше на минатиот попис 21 година. Очекувањата се од она што го соопштува организациите на македонците да се попишат над 200.000. Некои оптимистички прогнози велат дека ги има и 300.000. Оттаму, какви се вашите очекувања? Какви бројки да се покажат? Кога станува збор за бројките, ние очекуваме исто она кое го добиваме мислење од австралиските наши здруженија, македонските здруженија кои делуваат на територија на Австралија, дека таа бројка ќе биде околу 200.000, но јас би бил задоволен ако таа бројка биде 150.000, значи да не лицитираме со бројки. Секоја бројка
која ќе е повисока од 111.000, за нас представува успех. Значи, ќе бидеме спремни за следниот попис кој ќе се одржи за 5 години, синхронизирано, ако треба ќе пратиме и емисари од Македонија, буквално да работат со здруженијата, со црковните општини, со културно-уметничките друштва, едноставно да покажеме пред австралијанците, пред таму имаме неколку сојузни држави. Тие се претежно сместени во Нов Јужен Велс, во Викторија и во Западна Австралија, да можеме да се преброиме, да се покажеме дека се многу повеќе од колку што сме на минатиот попис, а со тоа да ги оствариме и нашите јазични права, нашите културни права, нашите права во областа на системот, да се вклопиме во австралискиот политички систем, бидејќи многу е битно ако имате вие своји советници во Советот, во федералните власти, во сојузните држави, каде што видовме грчката диаспора како влијаеше на одбележувањето на еден фестивал. Така е, минатиот пат буквално го спречи одржувањето на фестивалот. Уште едно прашање околу оваа тема. Нов момент е што прв пат на пописот ќе може да се изјаснат граѓаните за повеќе од едно потекло. Зборувам тука пред се за оние од мешаните семејства, значи 1, 2, 3, 4, што може и тоа да влијае на бројката? И како, значи овој попис може 4 опции да изберат, дека потекнуваат од мешани бракови, дека потекнуваат прабаба била македонка, прадедо бил бугарин, и да бидат наведени сите. Да бидат сите наведени, и тоа е секако ќе ја зголеми бројката сигурно на македонското конто. Сега, интересен момент забележав, 2016-та, речиси 400.000 се декларирале како лица со потекло од Грција, но 2105 од нив се изјасниле дека се македонци родени во Грција. 2242 зборуваат мајчин јазик македонски. И исто така е интересно што според податоците од македонските селенички организации, македонскиот јазик е најговорениот источноевропски јазик во австралиските домови. Македонска диаспора имало и пред 45-та како коментар на бугарска теза. Па првата диаспора дефинитивно заминува после Балканските војни, после Првата светска војна. Ако ги читате мемуарите на многу наши селеници, најголем дел заминуваат после тој фамозен Версалски договор, кога дефинитивно Македонија нели е поделена на земјите кои распарчуваат. И во тој временски период македонската диаспора уште тогаш веќе македонците се самоорганизираат во градење на мали цркви, параклиси каде што го исповедаат своето православно христијанско потекло. Јас сум убеден дека оние кои побегнале после граѓанската војна во Грција, во најголема мера се тие кои се изјасниле како македонци по потекло од Грција, но ние упативме повик и австралиските македонски организации упатија повик токму до овие луѓе кои потекнуваат од сегашна Република Грција, ако имаат македонско потекло, да се изјаснат на овој потпис дека се македонци кои потекнуваат од сегашна Република Грција. Ништо страшно мислам. Како ќе влијаат овие бројки нели во подготовката на долго очекуваниот регистар на диаспората? Верувам дека таму ќе има големи промени. Па ние многу очекуваме од австралискиот континент и австралискиот континент, македонците кои живеат во Австралија очекуваат многу од Македонија. Значи станува збор за една симбиоза, една взаемна соработка. Многу е битно, пак ќе кажам, за остварување на образовниот систем во Австралија, правата на македонците кои зборуваат свој јазик македонски како втор јазик, нормално англискиот јазик е во секој случај прв, тој е официјален јазик во Австралија, но имаме таму билингни училишта каде што и македонски и англиски јазик се учи паралелно. Имаме неколку такви училишта. Јас се надам дека таа бројка ќе биде зголемена ако се зголеми бројот на оние кои се декларирале како македонци пороти дека го зборуваат македонскиот јазик. Сега што ме толку голема бројката во подготовка е она што се вели бесплатен дигитален курс по македонски јазик. Ќе има ли за нив посебен канал? Што очекувате? Каков да биде интересот и кога би се отворил? Па бесплатниот дигитален курс по македонски јазик очекуваме дека до почетокот на следната година во првиот квартал ќе биде во функција
еве ексклузивно за гледачите на Сител, значи на таа платформа, на тој носач каде што ќе се учи македонскиот јазик, по пат на вештачка интелигенција ќе се определува на кое ниво го зборувате, го пишувате и го говорите македонскиот јазик. Ќе може истовремено дури 100.000 корисници да го користат, значи станува збор за сериозен проект кој е поддржан од владата на Република Македонија, каде што со посебна точка на седница сме задолжени ние како Агенција за иселеништво да го имплементираме овој проект. И јас се надевам, пак уште еднаш ќе напоменам, не е само за Австралија, значи тој ќе можат буквално сите македонци од сите континенти, истовремено 100.000 луѓе, 100.000 корисници да го користат, да ја користат таа платформа за бесплатно изучување на македонскиот јазик. Ова е дел од новата стратегија за диаспората 2030 година, до каде е незиното реализирање? Една од точките е токму таа, значи во фокус на интересот на Агенцијата за иселеништво, ја следите нашата активност. Ние голем дел од нашите активности ги насочуваме токму кон изучувањето на македонскиот јазик или обновување, да кажем, онаму каде што е заборавен. Буквално и на европскиот континент ги посетуваме сите друштва каде што дистрибуираме и наша литература, македонски, наши боенки, наши учебници за азбука, значи буквално секаде каде што можеме допираме до секој можен иден ученик кој ќе го изучува македонскиот јазик. Македонскиот јазик е она што не сврзува, она што не држи како македонци, покрај културата, покрај музиката, покрај идентитетот, но сепак кирилицата, македонската азбука, македонскиот јазик е она што не прави поразлични од соседите и од другите. И затоа и агенцијата и оваа влада навистина правиме да се зачува македонскиот јазик и да се изучува во што е можно поголем број на наши дечиња надвор од Македонија. Се уште нема консенсус за изборниот законник, два момента се таму важни. Едниот е една изборна единица и вториот е како диаспората да може поефикасно, поактивно да гласа, било електронски, било по пошта. Вие како институција координатор на диаспората, какви информации ви испраќаат нашинците во однос на тоа? Тука нашинците се едногласни. Сакаат да гласаат на изборите во земјата. Поготово на парламентарните избори, каде што се носат законите, и на претседателските избори. Правото им е узурпирано, тоа го знаеме сите, едноставно не може да го остварат заради малата мрежа на наши дипломатско-конзуларни представништва и големата оддалеченост. Таа тема мислам дека апсолвиравме многу пати, кажавме, нема потреба да го земаме вниманието на гледачите. Значи ние како агенција тоа го пренесовме и на дел од парламентарците кои се во парламентот и на владата. Дека македонската диаспора мора, ако викаме дека македонската диаспора е нераскинли дел од Македонија, значи ние мораме да ги даеме и покрај обврските кои ги имаат према своите фамилии во земјата и политички права. Тука да појасниме сите што се државјани на Република Македонија, не зборувам за македонци, албанци, роми, турци, сите кои живеат, сите кои имаат кои се а тоа е всушност е дел и од изборниот законник и од уставот на Република Македонија. Сите граѓани кои имаат на полнолетни, а кои се државјани на Република Македонија имаат и пасивно право, нели, и да гласат и да бидат гласани, дури да бидат и на листи. Сега едно прашање што ги засега најмногу нашинците во Европа и тоа во блиски земји, значи признавањето на македонските возачки дозволи. Во Словенија и Италија повторно е нивни главен проблем, со оглед дека голем дел од нив се занимаваат со транспортот. Бевте во Словенија пред 3 недели, ве се пожалија? Да, со Словенија се обидуваме, се надмина условно проблемот. Словенците во словенскиот парламент, благодарејќи на неколку наши пратенички кои ги имаме во словенскиот парламент, успеавме да добиеме една битка. Оние кои се до една година, кои престојуваат до една година, веднаш им се признаваат возачките дозволи. Може да ги сменат во полиција. А оние кои се повеќе од една година, за жал морат не теоретскиот, практичниот испит да го полагаат. Тоа е сега за сега таква ситуација во Словенија.
За Република Италија, последните информации кои ги добивме од Министерството за внатрешни работи, дека се очекува во текот на оваа есен, заради промената на името, значи заради Северна Македонија, ние сега не ни се признаети возачките дозволи во Република Италија, но се надевам дека еве последни информации кои ги добивме во текот на денешниот ден, дека до крајот на оваа година ќе биде потпишан нов протокол помеѓу министерот за внатрешни работи на Македонија и Министерството за транспорт и врски на Република Италија, бидејќи тие се надлежни за издавање на возачките дозволи. Еве за крај на вашата веб страница постојано имате информации за нашинците кои одлучиле да се вратат и да почнат собствен бизнис во татковината. Има некоја новина што им нудите како помош? Па ние лично, агенцијата е еден вид сервис, значи ние ги сублимираме сите информации од сите институции и ги редистрибуираме до сите иселенички организации. Оваа година беа на располагање две мерки, тоа беше преку Агенцијата за вработување. За млади до 29 години има еднократна помош од 11.000 евра за оние кои сакаат да отворат приватен бизнис или ако основаат фирма друштво со ограничена одговорност, бројка беше 20.000 евра. Исто имаме и преку Инова, каде што се нудат мерки на поголеми средства, но јас се надевам дека следната година со следниот буџетски циклус ќе имаме еден специјален фонд кој ќе биде заеднички помеѓу Агенција за иселеништво, Министерство за надворешни работи и сите они инволвирани институции кои се одговорни за спроведување на националната стратегија, но затоа ќе зборуваме веројатно кон крајот на годината кога таа информација ќе ја споделиме со македонската јавност и со јавноста која очекува, тоа е нашата македонска дијаспора надвор од земјава. Горан Ангелов, гостин во тема на денот во Дневникот на Сител, ви благодарам. Ви благодарам и вам. Градежното вештачење и денеска беше на рочиштето на судењето за трагедијата во Кочанската дискотека Пулс. Објектот на дискотеката Пулс немал ниту еден прописен излез за евакуација. Ова е еден од клучните наводи на градежното вештачење презентирано на денешното судење. Градежниот вештак Маријана Лазаревска објасни дека објектот имал околу 470 квадратни метри и дека според површината, внатрешната организација и опремата требало да биде категоризиран како диско клуб, а не кабаре. Максималниот дозволен број гости бил 360, а ноќта кога се случил пожарот, во објектот имало над 600 луѓе. Сериозен пропуст, кога во објектот имало над 600 посетители, согласно минимално техничките услови и правилникот за заштита од пожари, објектот немал доволно излези, односно имал 0 прописни излези за евакуација. Според вештачењето, освен главната, објектот имал уште 2 врати, но тие не можеле да се сметаат за функционални излези. Задната врата била заклучена, па посетителите биле насочени кон летечката двокрилна врата. Таа не ги исполнувала условите. Наместо над 4 метри, незината широчина изнесувала помалку од 2 метри. Вештаците велат дека токму таму се создало критичното тесно грло, бидејќи вратата немала доволен капацитет за евакуација на толкав број луѓе. Но според вештачењето проблемите не настанале само во ноќта на пожарот. Тие се таложеле со години, уште од пренамената кога објектот предвиден за магазин прераснал во гостителски локал. Во објектот биле изведени челични конструкции, преградни ѕидови, шанкови, сепареи и други интервенции. За нив, како што посочи Лазаревска, немало соодветна проектна документација, стручен надзор и контрола на квалитетот. Сите тие зафати биле изведени на диво, без проект, без стручна лиценцирана фирма, без надзор, без проверка на квалитет, без анализа од архитекти и градежни инженери. Градежното вештачење анализирало и документација од обвинетата фирма Венци Проект за пренамена на магазинот во гостителски локал. Планот не предвидувал поставување сундер над бината, а според вештаците токму од него започнал пожарот. Неговото горење, како што објаснуваат експертите, е брзо, создава капки и ослободува отровни гасови. Родителите на загинатите велат дека градежното вештачење ги открило сите институционални пропусти. Клопчето се размотува, а одговорноста се повеќе се зацврстува. По 17 месеци болка и борба за вистината, слушајќи го градежното вештачење и сведочењето на вештаците, ние родителите и семејствата на починатите млади лица, денес уште појасно ги гледаме сите пропусти и сите непостапувања што со години се таложеле.
За пожарот во Пулс обвинети се 34 лица и 3 фирми. Одговараат за тешки дела против општата сигурност. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Сојузот на борци од Тетово бара од листата на нови имиња на општинските улици да биде тргнато името на Фадил Сулејмани, поранешен ректор на Тетовскиот универзитет, поради неговото негирање на македонскиот народ и македонската држава. Сојузот на борци од Тетово бара итно повлекување на предлогот една од градските улици да го носи името на Фадил Сулејмани поради неговите поранешни јавни изјави во кои тврдел дека македонците се бугари, а Македонија е вештачка држава. Неговото име се најде на листата од 145 нови предлог имиња за тетовските улици. Од Сојузот излегоа со остар протест, истакнувајќи дека е целосно недозволиво и спротивно на законот улица да добие име по човек кој отворено ја негирал македонската нација и јазик. Лицето Фадил Сулејмани имал јасно изразени антимакедонски ставови. Сметал дека македонците се бугари, а Македонија дека е вештачка држава. Да именувате улица со име на човек кој го негира постоењето на државата и посебноста на народот е чин против државата без преседан во светот. Тие потсетуваат на архивски напис од 2000 година во кој се пренесени негови изјави за Софиски монитор. Во тоа интервју Сулејмани тврдел дека македонскиот јазик е само дијалект на бугарскиот и дека македонците со децении ги спроведувале хегемонистичките политики на сметка на албанците. Во Македонија нема македонци, тие се бугари, а таа е вештачка држава. По 100-200 години македонскиот јазик може да биде формиран како јазик, но сега е дијалект на бугарскиот, вели во интервјуто Сулејмани за Монитор. Борците сметаат дека ваквиот предлог улица во Тетово да го носи неговото име ги навредува чувствата на граѓаните и директно ги нарушува меѓунационалните односи. Тие јавно ги повика и членовите македонци во општинската работна група веднаш да се повлечат и да не го легитимираат овој за нив штетен процес. Инаку, Уставниот суд на 17 јуни годинава ја укина одлуката за промена на имињата на улици, плоштади и инфраструктурни објекти на општина Тетово од 2007 година, бидејќи била донесена во спротивно со законот и уставот. Судот утврди дека општина Тетово ниту побарала, ниту добила задолжителна претходна согласност од владата, со што го прекршила законскиот услов и начелото на владење на правото. По неколкукратни неуспешни барања до општината и владата да достават таков документ, Уставниот суд и укина одлуката. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Топовските салви што жителите на Скопје можеа да ги слушнат во 19 часот беа по повод денот на Арама. Во касарната Јане Сандански во Штип беа одбележани 34 години од формирањето на македонската армија. Во Штипската касарна Јане Сандански одбележени 34 години од формирањето на македонската армија. Свеченоста беше посветена на воената традиција, но и на развојот на армијата од осамостојувањето до денес. Гордост е да се биде припадник на армијата, чии корени длабоко се впротегаат во историјата на македонскиот народ. Патот кон создавањето на македонската армија е нераскинливо поврзан со стремежите и делата на нашите претходници и великани од пред Илинденскиот и Илинденскиот период, на борците од народно-ослободителната борба на Македонија, кои со одлуките на Аснум ги удрија темелите на современата македонска држава. По осамостојувањето, армијата постепено се трансформира од регрутен состав во професионална и современа воена сила, а од 2020 година е дел од НАТО алијансата. Членството во НАТО донесе нови обврски, но и можности за развој на армиските капацитети. Армијата стана дел од најмокниот колективен безбедносен систем, преземајќи нови одговорности и обврски, кои од нас бара високо ниво на професионализам, интероперабилност и подготвеност, но и тварајќи нови можности за развој на своите способности. Припадниците на армијата досега учествувале во повеќе меѓународни мисии, но и во помош на населението при природни непогоди и пожари. Учествува во гасењето на пожарите на повеќе 30 локации низ територијата на државата и дадоа свој придонес во поддршката на институциите низ справувањето со последиците од трагичниот пожар во Кочани. Стоев порача дека најголемата сила на армијата остануваат професионалните, обучени и мотивирани припадници кои мора да бидат подготвени за новите задачи и предизвици. За Сител, Траје Ристовски. Од 20 до 30 август општина Карпош ќе пулсира во ритамот на културата, уметноста и музиката. Локалната власт најавува богата програма исполнета со настапи на македонски музички звезди, филмски проекции и културни манифестации. Ми е чест што седам
нова маса со вакви артисти околу мене и сум презадоволен од изборот на тимот кој работеше на програмата на Карпошово лето. Воедно идем си заблагодарам на моите соработници кои направија чинам одличен избор. Карпош заслужува вакви артисти, заслужува ваква сцена. Се надевам дека ќе оправдаме и довербата на граѓаните. Овие 10 дена официјално, а веќе утре неофицијално имаме дел од програмата, дека ќе уживаат сите. Во понеделник на 24 ќе бидеме, како што рековме, јас, Александар, Маријана и Росана. Маријана ја ќе каже нешто и Александар, да не кажувам се. Така да ова обично правиме некогаш нешто за Скопјани, ова убав повод е ова. Баш и добро што е во Карпошово лето да направиме нешто што ќе можат и Скопјани да видат. А денеска во Вевчани свечено ќе биде отворен 16-тиот поред фестивал на народна култура Пображења во организација на културно-уметничкото друштво Дримкол. Свеченото отворање на фестивалот ќе биде на големата сцена на спортското двориште во центарот на Вевчани. Фестивалската програма започна уште вчера. Охриди струга, етнографски бисери на Балканот од авторот Љупчо Милошевски, кој приреди прекрасни ревии на народни носи од Охрид и струга. Народната култура на својата земја оваа година на сцената во Вевчани ќе ја презентираат фолклорни ансамбли од Македонија, Босна и Херцеговина, Словачка и Бугарија. Фестивалот и оваа година е под покровителство на Министерството за култура и на општина Вевчани. Во продолжение вестите од спортот.